Завршивме со 7 глава, почнуваме со 8, во кој е вклучен расказот за жената фатена во прелюба, кој во записите на Августин е опишан како портрет на целата човечка мизерија и величието на Божјата милост. Интересен е овдека еден факт во овој расказ. Ова е единственото место каде што се вели дека Христос нешто пишува. Не пишува на хартија, пишува на песокта. И другиот интересен факт е што никој не ја знае содржината на текстот. Мистерија е тоа што го напишал Христос. И околу тоа многу шпекулации се явуваат, многу книги има напишано со обид да се толкува тоа што Христос го напишал, а Јован воопшто и не се труди да ни го објасни. Впрочем, Христос во Евангелијата воопшто не е представен. Авторите воопшто не сакат да го представат Христос како некаков автор, писател, некој што пишува. Ниту пак како некој мислител, филозоф, како што е Конфуција, например, пишувал мудрости, голем филозоф. Нити пак како верски водач, како што се представени основачи на други религии. Христос е представен во Евангелијата како спасител. Спасител на светот. Така беше најавено неговото раѓање. Денес во градот Давидов ви се роди спасител, Исус Христос. Христос дојде како спасител на светот и тоа спасител од она мизерија за која што пишува блажениот Августин, она мизерија на човекот, на човештвото кое можеме да видиме многу јасно во овој текст. Мизеријата представена преку жената фатена во прелюба, но уште повеќе преку оние кои се таму, кои ја осудуваат. И тоа карактеристика, всушност човечката мизерија е карактеристика на човештвото во целата историја. Библијата многу јасно, без шминка, ни ја открива, ни ја представува. Дури не криејќи таа мизерија од големите херои во Библијата. Имаме ние голем патриарх, еден од големите патриарси, кој отиде кај проститутка, спиеше со неа и потоа таа стана негова снаа. И не само снаа, туку баба на Давид. Голема е таа мизерија. Тоа сме ние, голема е нашата мизерија. Ами што да кажеме за големиот цар, кој украде жена и украде жената на негов војсководец и потоа го прати на фронт да војува на место каде што ќе биде убиен. Тоа е човечката мизерија. Тоа е мизеријата на човештвото, мизеријата на сите нас. Човекот не сака да слуша за таа мизерија, непријатно му е. Човекот или човештвото сака да говори за човештво кој во својата природа е добро. Има проблеми кои пречат да се покаже добрината. Економски системи, политички идеологии, фактори во општеството, социјални, кои пречат да се види добрината и таа да се развие. Цел век помина источниот дел на Европа во таа идеологија според која човекот е добар, меѓутоа трулиот капитализам и трулиот капиталист го прави да биде лош. Кога ќе ги уништиме капиталистите, свежиот пролетаријат ќе го направи човештвото добро и на крајот ќе стигнеме во општество во кое дури ниту железото нема да региосува. Тоа е тој комунизам за кој мечтаеше источниот свет. И западниот свет гради таков сон. Американскиот сон е граден на предпоставката или идеологијата за човечката добрина, добрината на човештвото и она бескреност на економски раст, на економска благосостојба. Тоа остварување на американскиот сон, кој никако да се оствари, се
руши со текот на времето идејата, а доаѓаат нови потоа политички месии кои велат ќе го смениме системот и ќе го ствариме тој сон. Ќе ги тргнеме оние кои што пречат, ќе создадеме ново нормално и ќе создадеме исто така добар човек, добро човештво. Единственото, новото нормално, старото нормално, единственото нормално за човекот е мизеријата. Тоа е човекот. Библијата тоа го покажува јасно, без да го некако еуфемизира, да го облажува злото во човекот. Страниците на Библијата се крви од почеток до крај, токму поради таа мизерија на човекот. И целата сцена на која се развива таа божествена спасителна историја е гревот на човекот. И тој е толку деструктивен што Павле вели дури природата стенка, овка. Толку е коруптивен, деструктивен тој грев, што целата природа овка, стенка, чека, сокопнеш да дојде избавувањето на човекот. Зашто секој е зафатен од гревот, нема нито еден праведен. Сите сме, така да кажеме, во терминална фаза, во терминална болест од таа метастаза на гревот во срцето и нема терапија, нема идеологија, нема систем кој може да действува на таа болна состојба на човекот. Таа мизерија која е представена нели во овој расказ има само еден начин, кога човекот со вера ќе се сретне со Божјата благодат. Благодата во која се излева сета Божја милост и добрина. Која ќе дојде во Божјата близина. А како што Џон Оуен вели, никогаш човек не е поблизу до Бог од кога ќе буквално се изгуби од восхит, од величествената Божја добрина, милост и благодат. И како што нели Викторија се молеше, љубов, благодат која буквално не тера, не води во страв почит, да бегаме од таа мизерија и да се стремиме кон живот кој е поинаков од мизеријата. Една средба што ќе ја видиме и овдека во овој расказ. Средба меѓу човечката мизерија и Божјата љубов, Божјата милост, Божјата добрина. Овој текст, или почетокот на 8 глава, е продолжение на онаа низа на проповеди на Христос кој ги кажува на празникот Шатори. Крајот на 7 глава завршува со крајот на празникот, последниот ден, кога Христос извикува, повикува, дојдете кај мене сите што сте жедни. Тоа е карпата. Карпата од која што блика живата вода. И кој ќе дојде кај него со вера, во неговата утрова почнува да течат реки од жива вода. И ова е сега следниот ден. Тоест, може да кажем, првиот ден после празникот, целонеделниот, седмичниот циклус на Шатори, на Сеници. Луѓето се уште се под импресија на празникот и е овој расказ овдека. И сега, тука има уште еден момент кој сакам да го спомнам. Има еден сомнешко овој расказ. Текстуалната критика го отврла од така наречените авторитетни манускрипти, велат дека не бил во оригиналот, потоа е додаден. И затоа во некој Библија е во заграда. Јас сакам да предупрем да бидем внимателни кон текстуалната критика, зашто таа се гради на една колекција на ракописи кои се од 4 век па наваму. И во голема мера е алатка, всушност текстуалната критика е дисциплина во проучувањето на Библијата, која е изградена најмногу од на либералната школа, која сака да внесе и сомниши кон библиските текстови.
Тоест, се создава една колекција на манускрипти, кои се велат дека се авторитетни, и сепак се од 4. век после Христос. До 4. век имало уште многу други ракописи. Зошто сметаме дека тие се боговдохновените ракописи? Зашто има и ракописи од 6. и 7. век кои се смета дека се пишувани или препишувани на база на ракописи од 2. век и 1. век. Меѓу другото, Кодес Синуитикус, кој не го вклучува во текста од 4. век, е препишуван во исто време кога и Августин твори, а Августин па ги критикува оние кои не го проповедаат овој расказ. Се плашат да го проповедаат. Е познат за Августин. Познат е за Папи, епископот на Хиераполис, кој е ученик на апостолите, е епископ кон крајот на 1. и почетокот на 2. век, авторитетен, не новозаветен, надвор од Новиот завет, извор за авторството на автори од Евангелијата. Например, тој тврди дека Марко, нели, е автор на Евангелијата според Марко и за Матеј. И тој во неговите записи вели дека овој расказ е дел од Јовановото Евангелие. И тој го пишува кон крајот на 1. век и почетокот на 2. век. Еден од неговата школа, Агапиос Хиерополски, епископ на Хиерополис, од 8. век, вели дека, цитира од исто така дела на Папи, кој тврди дека ова е од 8. глава на Евангелието според Јован. Има и други такви, нели, текстови, вклучително и Августин, кој го користи овој текст и ги критикува оние кои го отфрлаат во нивните проповеди. Ке каже на малку повеќе која е причината во 4. век, например, пришувачите и проповедниците да не го вклучуваат овој текст во нивните проповеди, контекстот на времето. Каков е? И кој е, нели, оној страв кој се гради при толкувањето на овој текст. Ке говорим малку понатаму. Ајде да видиме, да почнеме со нашето разгледување, ке стигнеме полека до поентите. Значи, Исус, откако заврши последниот ден на празникот и онаа проповед, што минатиот пат не разгледавме, за Христос како карпата од која што извира живата вода, како асоциација на еден од големите ритуали на празникот Сеници, тоа е носење на вода од бањата, Силоамската бања, оди на Масленовата гора да се моли. Нели? Дава еден добар пример за вистински духовен живот. Тој тоа постојано го прави. Поминува ноќта во молитва. Зашто оној што научил да се моли, е научил тајната на побожноста и на среќниот живот, како што вели пуританскиот кентербериски архиепископ Лоих. Оној што научил да се моли, е научил тајната на побожниот живот. Христос, значи, се моли на Масленовата гора, таму ја поминува и следното утро, утредента, доаѓа повторно во храмот, рано наутро. Времето е рано наутро. Пишува дека влегол во храмот, малку понатаму ќе видиме во текстот, не денеска, следниот пат, дека ова дејство и таа проповед се одвива во дворот на ковчезите, или дворот на жените, или женскиот двор во храмот. Нели има неколку двора. Прво е дворот на незнабожците или на паганите, кај што можат сите да бидат. Вториот двор е дворот на жените, кај што можат и жените да бидат, не само жените, и потоа дворот на мажите. Ова се случува во дворот на жените, каде што најмногу евреи се собираат, и мажи, и жени. И Христос овдека поучува, рано е утринта, првиот ден после празникот Сеници. Не знаеме што поучува, многу народ се собрало, сигурно има многу луѓе кои не си тргнале веднаш после празникот, од тие што се дојдени од диаспората, туку останале, нели, следниот ден. И додека поучува Христос, неговата проповед е прекината, група
книжници и фарисеи доаѓаат и пред него изнесуваат една жена или девојка фатена во блудство или во прелюба. И бараат од Христос тој да ја осуди, тој да ја произнесе пресуда, да изнесе мислене за судот. Ајде да кажеме нешто за, велат, Мојсеевиот закон налага жена фатена во прелюба да биде каменувана. Навистина, според Мојсеевиот закон, ова е тежок престап, еден од трите најтешки. Идолопоклонството, убиството и блудството се трите, според законот, најтешки злосторства, така да кажем, нарушувања, кои се казнуваат со смрт. Блудството е дефинирано во Второзаконие 22 глава, 23-24 стих, каде што два вида разграничуваат блудство. Во 22 стих се говори за блудство или прелюбодејство кој се извршува од страна на маж и жена кои се во брак. И таму пишува, нели, ако некој биде фатен да лежи со мажна жена и обајците ќе бидат предадени на смрт. И според традицијата, екзекуцијата се врши со гушење, душење, не знам како да кажам, на прелюбниците. Вториот вид на блудство е кога се извршува од страна на жена која е во свршеништво, се уште не е во брак, во 24 стих, тоа е 23. Ако некоја девица свршена за маж ја сретне некој во градот и легне со неја, тогаш ја убајците ги доведете пред портата на тој град и да ги каменувате до смрт. И тоа веќе екзекуцијата која што се извршува со каменување. Бидејќи се бара каменување, тоа значи дека и според равинската традиција и во Талмудот е запишено, тоа значи дека станува збор за свршеница, некоја која била свршена за маж, се уште не во целосен брак. И тоа значи дека станува збор за девојче, не постаро од 15 години. Тоа била возраста, максималната, може и помлада, 13-14 години, во која, нели, се случило тоа. Меѓутоа, во времето на Христос, смртните казни не биле извршувани. Голема причина за тоа било римското законодавство, кој забранувало изрекување на смртни пресуди надвор од римскиот закон. Фарисеите, судот бил извршен од страна на Синедрионот, тоест она тело кој според законот имало власт да извршува, да суди и да ги досудува тие казни. Меѓутоа, веќе во времето на Христос, поради римското законодавство, не можело се изрекуваат и извршуваат такви смртни казни, тоест прелюбниците биле изложувани на јавен срам, така да кажа, отфрлани од општеството. И се овдека имаме некаков исклучок. Фарисеите, и книжници, тоа се членовите на Синедрионот, бараат од Христос да се произнесе за пресудата, да биде каменувана. Не го минимизираме овдека воопшто гревот на таа девојка. Тоа е мизеријата, прелюбата, мизеријата, една од мизериите на човекот. Меѓутоа, и нема да толкувам се кај е мажот. Тоа обично се постава прашање, а мажот кај е. Може мажот веќе бил осуден и од Синедрионот и, така да кажеме, изложен на општествен срам. Другото нешто кое е исто така карактеристично е според учењата на равините, не може туку така да се изнесе обвинение против заблудство. Не може некој да отиде во Синедрионот и да каже, или пред судиите во градот, и да каже, јас се видов таа жена како излегува утро сабајле од куќата на тој маж и така натаму. Единствено се прифаќа обвинение кога на лице место ќе се фатат во блудство.
Само во тој случај може да биде произнесена осуда. Што значи дека овде во овој случај имаме експлицитно блудство. Била фатена жената во блудство. И сега, ако незината мизерија очигледна, неморалот, гревот, уште поочигледен е и уште помизерен е гревот на оние што осудуваат. Тие воопшто не се задолжени, нити според законот, така јавно пред толпа да го изнесуваат случајот. Синедрионот е надлежен. Тие требаше во Синедрионот да изречат пресудата. На крајот на краиштата Христос и не е надлежен за тој случај. Во очите на фарисеите и народот Христос е равин. Свештениците, и тоа од Левиевото свештенство, според законот, се судиите кои пресудуваат и изнесуваат пресуда. Христос да е првосвештеник, но тоа е од Мелхиседековиот род. Тоа е божествениот род на свештенство, не е човечкиот, левитскиот род. Така да, од сите аспекти се гледа дека и тука едно што е јасно, многу јасно кажано, покрај сите други неясноти, тишини, молк што ги има, едно е јасно, мотивите на фарисеите. Прво, кај нив што можеме да видиме? Што ја прави таа мизерија голема кај нив? Тие буквално земаат едно девојче, го влечкат низ градот и го фрлаат на средина пред толпата, пред очите на сите, за да го изнесат незиниот срам. Постапката е многу сурова. Безмилосна е таа постапка. Безчувствителна, немилосрдна. И тоа покажува, од друга страна, за да човек изврши таква постапка кон грешник, треба во самиот себе се да има самоправедност. За да се исправиш така, на таков начин, јавен начин, против гревот на другиот, ти самиот треба да се чувстваш многу праведен. Многу да има во тебе самочувство, да има некаква гордост, совршеност. Нешто што Христос многу јасно ќе го покаже на виделина, која ќе го постави решението за случајот. Треба да бидеме многу внимателни. Треба да бидеме многу внимателни кога јавно се исправаме против другиот, да осудиме, да го поставиме во ситуација да се правда, да се брани. Зашто тоа веднаш не поставува нас во позиција на правда, на праведност, на самоправедност. Јас сум го цитирал многу пати Братфорд, Џон Братфорд, кој бил пуритански теолог, меѓутоа бил и политичар, бил говернатор на некоја област, и кога поминувал таму низ место каде што извршил екзекуцијата, во тој момент беселе краци. И тој кажал, не ви сам таму само поради Божјата благодат. И јас требаше да бидам таму, да висам на таа беселка. Знаете, тоа што е таму на сцената, што се случува, не карактеризира сите нас. Затоа таа безчувствителност и немилосрдност често пати е и наша карактеристика. И доаѓа кога ние ќе се осетиме така праведни. И затоа дури Христос, а и на другите места во Новиот Завет, среќаваме предупредување, многу сериозно предупредување за тоа како да се справуваме со гревот на другиот. Да бидеме многу внимателни пред јавно тоа да го изнесеме. Пред јавно да исправиме пред грев. Вели Христос, има процедура прво тајно на само па сведоци, додека не се стигне до онаа јавна
осуда, така да кажеме. А пак Павле пак оди понатам вели сето тоа да биде така во Галатјаните, 6 глава, кротко, нежно, со дух да се поправа, дори тој го користи зборот така да се намести, нежно да се поправи, да се коригира, не да се осуди. Многу се суптилни тие работи, зашто на крајот на краиштата нашата лична мизерија честопати не поставува во позиција на самоправедност, за да го симнеме другиот, да го столчиме и така ние да се покажеме подостојни. Другото нешто што го гледам овдека и повторно јасно кажам, дека воопшто нема кај тие фарисеи омраза кон гревот и копнеш за правда. Не е тоа причината. Христос, тоест Јован ни вели, тие го рекоа во 6 стих тоа, за да го искушат и обвинат Христос. Тие воопшто не ја сакат правдата и не го мразат гревот. Не, тие го мразат Христос. Тие, нив жената, ништо не им значи. Таа е само едно средство кој го користат за Христос да го уништат. И дори, верувам, се зарадувале кога ја нашле таа жена во прелюба. Зошто? Зошто, еве, ни се насмевна среќата. Имаме можност сега, а биле навистина итри, имале можност да го стават во една многу деликатна позиција Христос, да го во пат позиција, да го матираат, без изазна. Зошто, навистина во оваа ситуација Христос што и да каже, ке сгреши. Ако каже, пуштете ја, тогаш каков учител е тој? Нели, вели, аз сум пратен од Бог. Кој пратен од Бог ќе го руши Божиот закон? Тогаш, тоа значи губење на кредибилитетот како учител. Така биде целосно подкупан, го крши Мојсеевиот закон. Таков учител не може да биде од Бог. Ако пак ја осуди, прво ќе се судри со римскиот закон, кој забранува каменување, во таков случај, забранува смртна казна. Меѓутоа, Христос дојде со пораката за простување на гревовите. Христос ги повикуваше да дојдат кај него и кај него да најдат мир. Кај него да го земат неговиот јарем. И ако тука сега ја осуди, тогаш, зашто луѓето би отишле кај него, кој нуди само правда, а не нуди милост. Многу деликатна позиција. Еден навистина сериозен тест. Многу сериозен тест. Човек тешко би се излегол на таква ситуација. Што е да повлече, каков потек да повлече, тоа е матиран. И овдека гледаме како фарисеите многу итро постапуваат. Знаете, предходниот ден сакаат да му замолкнат устата, кога пратија затвор храмовска полиција, или како да го речеме обезбедувањето, да го фатат, да го уапсат. Меѓутоа тие се вратија со празни раци и рекоа, тој говори се таков авторитет, ние едноставно не можевме да издржиме пред неговите проповеди. Не можеме ние да уапсиме таков авторитет. И сега што прават? Го употребуваат Словото на Бог. Тоа е најсуптилниот начин да биде некого, така да кажеме, дискредитиран. И нема посуптилна стратегија од стратегијата на Словото. Да се сеќавате на оној инцидент меѓу Ахав и Навотеј. Навотеј беше човек кој имаше мало лозе до дворецот на Ахав. Ахав го бенди за тој мал имот и отиде да му даде пари, му понуди пари да го купи, Навотеј му рече, не, тоа ми е наследство од Господ, не го продавам. И се разочара Ахав, си отиде дома, легна разочаран, депресиран, и ја завела неговата сопруга, го праша, зашто си таков? И тој раскажа, и ја завела му рече, што си ти, цар ли си, што ли си? Зеде мастилото, хартијата и напише обвинение против Навотеј. Дека го нарушил законот. Од Словото
напиша обвинение против Навотей. И ги однесе кај судиите. И судиите го убија, бидејќи го наруши Словото. И тоа се тие многу сериозни. Треба многу да внимаваме. Зашто Словото е многу силен аргумент за, така да кажеме, дискредитирање и напад. Треба да бидеме многу внимателни кога ќе употребиме Слово за да дискредитираме некого. А како пак Христос се однесе во сето тоа време? Значи, меѓу неколкуте постапки, тука е вклучена постапката на Христос. На многу мистериозна постапка. И Јован говори, нели, прво за еден текст кој е мистериозен, никој не го знае, што пишува на земјата, и еден молк од негова страна. Ние се занимаваме, во нашата љубопитност, да откриеме што напишал, што пишувал Христос. Тоа не било секунда, две, тоа траело. Меѓутоа, веројатно не треба да знаеме што не е напишано, но интерес дека Јован кој, а инако овој текст, овдека расказ, многу добро пасува, така да кажеме, и на стилот на Јован во Евангелието, но и тој целиот контекст што го има. Не случајно, кога ќе заврши овој расказ, следното што следе викот на Христос, јас сум светлината на светот. Ако не овој расказ овдека, ако 8 глава почне со викот на Исус, јас сум светлината на светот, тогаш ќе има една дупка во 8 глава, во континуитетот. Многу во пасува. Сега, Јован е таков кој се занимава со суштината на работите. Тој не го интересира деталите, тој гледа глобалната слика, големата слика. Тој е таков писател. И во таа голема слика, овдека, Јован, пак во детали, ни го прикажува однесувањето. Вели, и тој се наведна, и тоа се детали, се наведна надолу кон земјата, почна да пишува и, нели, вели, не гледаше, не ги гледаше. И тоа додаток, не ги гледаше. И тоа е идејата овдека на неговата постапка. Што направи Христос? Знаете што направи? Ја наведна главата надолу. Како би постапиле бива на таква ситуација? Знаете, пред него една разолавена толпа или група на самоправедни свештеници буквално извлекува од кревет едно девојче. Во сликите ние гледаме уредно, така, ставила полугола, од сексуален чин е извлечена. И е влечена и буквално е фрлена таму на средината. Како би постапили ние во таква ситуација? Ке ококориме очи? Знаете ли, мене би ме фатило срам. Прво, целата таа ситуација во која ќе се најдеме, и од однесувањето на фарисеите, кој е толку мизерно, кои користат на таква ситуација, зошто за тие да се покажат како праведни и да го осудат Христос. Секој човек кој ги гледа длабочините нештата ќе каже, можно ли е ова? Знаете, Христос, ова е една од ретките, јас не знам друга ситуација која што пише дека Христос е со глава кон земја. И тој останува во таква позиција. Подолго време. За тоа време, во следниот стих пише, ти упорно продолжува, ајде да кажи што имаш. Ајде да видиме сега како ќе одговориш. Христос молчи, ништо не кажува. Знаете, жив срам, буквално, го јаде од мизеријата на човек, зашто ако каже нешто, како Бог, ќе биде страшно за сите. Многу страшно. Некои сметат дека Христос, молчи,
пишува нешто за да добие на време, зашто не знае што да каже. Не, Христос секој пат знае што да каже. Ние запушаваме кога не знаеме што да кажеме и вртиме, сукаме. Не, Христос, главата на Бог, така да кажеме метафорички, таа сцена е свртена кон земјата за да не го гледа таа мизерија на луѓето, и девојката и тие луѓе, таа една целосна мизерија таму. И тоа е најмистериозниот текст и најдраматичната тишина, кога Бог молчи. Бог молчи. Молчи пред мизеријата на луѓето. И во еден момент тие продолжуваат, притискаат, си мислат, конечно го фателе во стаписа. Ти знаете, се обезхрабрени фарисеите од молокот на Исус. Си велат, еве, ја затворивме неговата уста, нема што да каже. И кога продолжува сето тоа, продолжи да го прашува. Тука зборот е континуирано го прашува, тој се исправи и тогаш се исправи. Крена глава, само за кратко, и рече, кој од вас е без грев, нека прв фрли камен на неа. И се тие не носеле камени, на сликите или во филмовите, тие доаѓаат со камени и потоа ги пуштат еден по еден. Не е таква, таа не е осудена и на крајот на краиштата во храмот не може да се изврши екзекуција. Никако. Надвор од зидовите на храмот дозволена екзекуцијата. Тие се во храмот внатре. Идејата на Христос која е овде? Неговиот одговор е божествен одговор. Не човечки. Маестрален одговор. Во таа, така да кажеме, мат позиција во која си мислат дека фарисеите го постави. Неговото прашање буквално какво е? Тој не ги прашува кој од вас нарушил нешто или кој од вас не нарушил нешто од законот. Не ги поставува така работите Христос. Тој им вели кој е безгрешен пред Бог, без грев вели. И тука тој веќе ги поставува во друга позиција, не во позиција наспроти законот, во позиција пред Бог. Кој пред Бог овдека? Зашто гревот е токму тоа. Позиција на човекот пред Бог. Тука Христос се поставува во таа позиција. Пред Бог, кој е безгрешен, тој нека ја изврши екзекуцијата. Знаеме дека по законот, според законот таа е виновна. Тука нема што да дискутираме. Ајде да видиме сега оно што е праведен пред Бог, кој што нема никаков грев пред Бог. Тој да го изврши, да изврши екзекуцијата. Ја преместува, така да кажеме, сцената, судската сцена, во сосема, така да кажем, повисока територија од она област на Мојсеевиот закон, во една друга област, Божиот стандард, Божиот морал, така да кажем, во областа на моралот, на моралниот закон. Дали некој е безгрешен пред Бог? Тоа е тој повисок суд, од оној судот на Синедрионот, Божиот суд. Знаете, ако почнам јас, ако од мене барате, јас да пресудам, сите сте осудени. Ако тука веќе мене ме барате како судија, во својството на судија, јас да постапувам, сите ќе бидете каменувани. Сите ќе изгинете. И тоа е тој божествен авторитет кој Христос овдека го поставува. Тој не оправда жената, не рече таа не е според законот виновна. Виновна е. Меѓутоа јас како Бог сите ги судам. Сите вие сте осудени. И затоа продолжува. Почна да гризе совеста на секого. Зошто се отидоа? Зошто се почувствуваа осудени од Христос. Затоа се тргна. Прво од најстарите, кои најмногу натовариле во својот живот гревови и потоа останатите. Затоа се тргнаа. Ја сватија многу јасно поентата на Христос и неговиот авторитет. Овдека е очигледен тој Христов авторитет. Тој кога го каже, тоа го каже не како обичниот суд на луѓето, туку како божествен судија. Нешто што верувам
И кутрата жена, која е грешница во секој случај, го сватила. Осудени во Христос. И кога сите си заминале, тогаш пак се исправи, зашто Христос додека кога го постави прашањето, пак е наведна главата надолу. Пак и продолжи да пишува. Уште една тишина настапува. Тишина која е реметена само од чекорите на луѓето кои си одат, еден по еден. И на крајот стивнува и тоа, и Христос тогаш пак се исправи. Тогаш ја погледнува жената и ја прашува: каде се оние што те обвинуваа? Никој ли не те осуди? Таа рече: никој, Господи. Знаете, Јован неко користи често овој збор Господи. Повеќе равине тој за луѓето. Кога кажува Господи, овдека веќе има нешто друго. Има авторитет. Ни јас не те осудувам, оди си и немој повеќе да грешиш. Сега, овој момент. Ова е моментот, и пак ќе кажам, Јован е таков. Тој дава глобална слика. Не оди во детали. И ако не ја сватиме идејата, идеологијата на Јован, ќе испаднеме во заблудата дека тој со лесна рака помина на сето тоа. Оној страв што постои кај христијаните, ако проповедаме на овој текст, тогаш ќе создадеме впечаток како Христос со лесна рака да помина над сето тоа. Како со лесна рака, како некоја ефтина благодат тој овдека нуди. Меѓутоа, не е тоа идејата. Воопшто не е така. Кога овој текст го разгледаме со она што досега кажа, и уште повеќе следните зборови: јас сум светлината на светот. Кој оди по мене, нема да оди во темнина, туку во светлина. Станува јасно што Исус сака да каже овдека, кога ги вели: ни јас не те осудувам, оди си и немој повеќе да грешиш. Августин, или пак кажам, кога коментира овдека, тој ги критикува оние кои не го проповедаат овој текст, зошто сметаат дека гестот на Христос, тоест може се оправда како да се толкува како оправдување на неверството. Зашто Христос не повика на покаяние. Нели? Зашто нема некакви детали овдека. Туку едноставно вели: оди си и не греши повеќе. Меѓутоа, прашањето што тука пак треба да се го покаже, да го поставиме во контекстот на Христовото учење, нели? За да не се греши повеќе, да се оди така натаму, во тој контекст, можеме ли ние да очекуваме таа жена да отиде и да не греши повеќе, ако не се случило покаяние? Може ли Христос да му каже некому и не греши повеќе, ако тој не поминал низ преобразбата, низ метанојата, низ покаянието? Ние можеме од некого да очекуваме. Христос се испраќа кон нов живот и вели: сега ќе живееш нов живот. Може ли во нов живот да влезе некој кој не минал низ покаяние? Кој не бил оправдан од Христос? Нели тоа е нашето учење? За да се случи преобразувањето, прво мора да случи оправданието. И ние тука гледаме всушност двете нешта. И двете нешта се овдека вклучени. Второто многу јасно е кажено. Во второто имаме надеж за нов живот. Поинаков живот. Бог не би испратил некого кон таков живот, кон таква надеж, ако нема основа за таква надеж. Ако нема средба со оној што го дава тој живот. Ако нема средбата во благодатта, со љубовта, со милоста, со благодатта на Христос. Таквиот живот е невозможен. Таквиот живот е можен само ако некој оди во што? Во Христос како светлина. И додека жената се уште си оди, Христос извикува: јас сум светлината на светот. Кој оди по мене? Нема да оди веќе во темнина, туку во светлина. Да се оди во новиот живот треба светлина.
основата на покаянието и Христовото простување е таа неискажлива љубов која Христос овдека ја покажува. Јас не верувам дека не можам да прифатам, сепак тоа е мој личен став, дека кога сето тоа заврши Христос и вели, нели, оди си, така натаму, жена си помисла, добро е, лесно поминав. Ке ме убија, ама еве овој успеа така да ги смота и си отидов. Не, зборот Господи вклучува во себе познавање на авторитет, дека тоа е што може да осуди, ама може и да опрости. Дека тоа е што сите ги осуди таму. Таа жена се сретна со Божјата благодат и милост. И Христос и даде сигурност во еден поинаков живот. Не во мизеријата која ја живеела до тој момент, туку поинаков живот. Неискажлива љубов. Таа љубов што таму таа жена ја искуси, Овен ја нарекува силата која скршеното срце го преврзува, а во исто време пак ги крши оковите. Оковите на гревот. Тоест, се случува покаянието во таа љубов, ќе го скрши тоа грешно срце, но и ќе го излечи, но исто време ќе го скрши оковот на гревот, за да може да го живее поинаквиот живот. Оправдување и осветување. Ако беше осветување, не е можно без оправдување. А пак оправдувањето без осветување не е вистинско оправдување. Тук гледаме и двата елементи. Кога рече оди си, тоа е отпушти, оправдана. Не ја осуди, или не те осудувам, ја оправда. И потоа тоа оправдување следи со осветување. Зашто оправдувањето нема ништо со нашата внатрешна состојба. Оправдувањето само го променува, ја променува нашата позиција пред Бог. Од грешни не прави праведни. Но тоа не е нешто што не е нешто што ја менува нашата суштина. Нашата суштина понатаму ја менува благодата, дејството на Светиот Дух, осветувањето. Еден продолжителен процес до крајот на животот. И тоа на кој што е повикана таа жена понатаму. Да го живее тој живот на оправдање во светост и праведност. И тоа пак е поттикнато од таа љубов што Христос се покажа, од милоста на Христос. Кога човек се изгуби во восхите од Божјата љубов, тој е поттикнат. Тој е во таква близина и е поттикнат на стравопочит. Да бега од мизерниот живот и да живее во светост и праведност. Нема поголем поттик да се остане на патот на светоста од љубовта на Бог. Павле, кога пишува за смртта на Христос, бидејќи тоа не е ефтина благодат овдека, таа благодат Христос ја покажа со својата смрт на крстот, жртвувајќи се, и кога говори за смртта, вели, таа смрт, кога говориме, нели, за смртта на еден, таа не гони. И тука зборчето што Павле го користи во 2 Коринтини 5:14, значи те тера, те поробува. Таа љубов Христова, која го натера да отиде на крстот, нас не избезумува, така да кажем. Ние не можеме едноставно да постапиме поинаку, освен да и ние да умираме за него. Кога еден умрел, сите се умрени. И ние умираме за него. Една убеденост која доаѓа од многу убедлив начин. На себична љубов која го одведе Христос на смрт. Сличен случај, нема да навлегуваме, е со онаа жена која беше проститутка, која во домот на фарисејот, каде што беше поканат Христос, и нема беше покажа никакво достоинство, нити му беше главата помазана со миро, ниту нозите му беа измиени, но дојде жената, плачеше со солзи, му ги миеш со косите, нели, ги бришеш и така натаму. И тогаш Христос каже, таа жена е
изгубена во величието на мојата љубов. Кој люби? Кому му се простени? Кому многу му е простено, тој многу люби. Тоа е тој модел кој што го гледаме и овдека. Затоа, нели, е во право, кога ни открива Библијата и класиците кажуваат, кога сме изгубени во Божјата љубов, тогаш сме најблиску до Бог. И тогаш осознаваме се повеќе дека сите сме грешни. Единствено заради Божјата љубов сме тоа што сме. И знаете, колку што повеќе одминува животот, човекот толку појасно тоа го осознава. Колку сме недостојни. Џон Њутон, нели авторот на О милост Божја, кој бил трговец на роби па станал пастор, тој доживел меѓу другото старост, а со времето почнал да го губи паметот. Еднаш на еден негов пријател му рекол: абе, се помалку и помалку спомени имам во главата, меѓутоа две нешта се ми се вртат. Едното е колку голем грешник сум, а второто колку голем е Бог и колку е голема неговата љубов. И се да заборавиме, тоа треба да го памтиме. Колку големи грешници сме, а колку е голема Божјата љубов. Колку голем Спасителот тој. За жал, ние во животот многу нешто памтиме. Многу нешто памтиме за другите луѓе. Многу добри нешто памтиме за себе, а ги забораваме тие две основни нешта. Колку големи грешници сме и колку голем Спасител е Христос. Нека Бог да ни помогне да живееме живот со благодарност за благодата што тој ни ја покажа во Исус Христос. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, навистина е голема таа вистина. Колку се големи нашите гревови, но колку поголема е Твојата милост. Ти благодариме за Твојата благодат, која не спаси. Ти благодариме што Ти не направи нови луѓе, ново создание. Ти ни даде ново срце, кое е наклонето не кон мизеријата, кон нашата суштина, туку кон Твојата суштина, Божјата, кон праведност, кон Христовиот живот кој е послушност. И само така можеме да живееме живот на праведност и послушност преку благодата и силата на Твојот дух. Само така можеме да разбереме таа Твоја благодат, Твојата милост и Твоето дело во нашиот живот како оправдани грешници. И се молиме, Господи, нека Твојот дух го разгорува копнежот кон Твојот збор и светлината што си ни дал да го разбираме. Помогни ни да го живееме тој живот со смиреност, послушност и благодарност за се оно што си ни го дал и за се оно што Ти си го жртвувал за нас и сето тоа за Твоја слава. Се молиме за сето тоа во името на нашиот Спасител и Господ Исус Христос, Синот Божи. Амин.